Почитувани, молкот на петорката, тендер Рашковски, Заев, Јовевски, Русковска, тактиката молчи ке потоне темата не смее да мине. Фрлени се пари во ветер во година на економска рецесија. Владата не купила готов софтвер, нефункционален за МВР, туку нарачала софтвер. Значи, претходно дала спецификации како и што да работи тој софтвер. Ако го нарачале за МВР, зошто спецификациите кои што се дадени не одговараат со системот на МВР за Safe City, безбеден град? Зошто не е направена набавка согласно спецификацијата на МВР, туку е набавено нешто кое што не се користи? Дали компанијата добитник на тендер, основана само 9 дена откако Рашковски иноваторот добива функција Генсек, не прашала зашто и за која намена е софтверот или пак добила целосна спецификација за работа? Дали тоа не води кон втора набавка, наскоро, или на нов софтвер со потребните спецификации, или за комплетна набавка на нов систем со нови апарати, камери за МВР? Дали на тоа не укажува изјавата на Зоран Заев при амнистирањето на Рашковски? Не ни текнало нас така во владата, ајде да направиме нов софтвер и понатаму зборува за објектив кој што снима 360 степени, исто како за апаратот на Рашковски да зборува, ама не и за апаратите на МВР. Фактите се следни. Драги Рашковски создал иновација, систем од софтвер и од хардвер, токму како опишаниот од Заев, а е набавен софтвер кој што одговара на спецификацијата на измислениот од Драги Рашковски. Дали овие факти не водат кон нова набавка, дали некој како Драги Рашковски од тоа нема да има економски бенефит, дали само Рашковски би имал економски бенефит, ете за тоа треба да одговори и да каже јавното обвинителство. Одиме понатаму. Драги Рашковски, во првичната изјава за медиумите вели, требало да се направат неколку законски мали измени за да се стави софтверот кој што е набавен од него во погон на камерите на МВР и дека затоа софтверот не се користел досега. Прашањата кои што чекаат одговор од Рашковски, од Заев или од јавното обвинителство се: зошто тие законски измени не се направени до сега, ако тендерот бил распишан во ноември 2019 година, софтверот е набавен во февруари, односно платен во февруари 2020 година, со рок на испорака јуни-јули 2020 година. Кога го нарачувале, знаеле што е потребно. Значи, најмалку 8 месеци имале пред да стигне софтверот, а од тогаш до сега уште 8 месеци за вакви законски измени, за кои што софтверот, според Драги Рашковски, стои неупотребуван во МВР година и пол. Имаа време за менување на изборен законник без опозиција во 5 минути пред избори, ама за ова немале. Почитувани, Рашковски нарачал софтвер кој што не функционира. Македонија тоне во корупција. Јовевски и Русковска не отвораат предмет. За овој предмет се заинтересираа медиуми кои што се спонзорирани и имаат голем одек кај меѓународната заедница, онаму каде што се рангира државата по корупција. За овој предмет се заинтересираа и од тимот на Financial Times. За овој предмет се заинтересираа сите, само не јавното обвинителство на Љубомир Јовевски и јавното обвинителство за организиран криминал на Вилма Русковска. Двајцата со молкот и неповедувањето на истрага заради тоа што Рашковски е близок на Заев можеби, а Заев отфрли секаков сомнеш, прават тешка злоупотреба на службената положба и ја кршат дадената заклетва. Македонија тоне во криминал и корупција, Македонија тоне во случаи на висока корупција, корупција и криминал од власта. Брисел 4-та година поред чека на резултат во спроведувањето и исправувањето со високата корупција и затоа јавното обвинителство и јавното обвинителство за организиран криминал имаат најголем удел. И по овој скандал за тендер Рашковски нема да е дел од предмет на јавното обвинителство. За да не биде дека гласот не допрел до нив и материјалите од оваа пресконференција ќе им бидат испратени на мејл адресите на јавното обвинителство и на јавното обвинителство за организиран криминал. Ви благодарам на вниманието.